Со положување цвеќе пред споменикот на револуцијата се одбележа 9 мај, денот на победата над фашизмот. Пред споменикот се поклонија делегации на општина Тетово, Сојузот на борци, Армијата на Република Македонија, резервните офицери, политички партии и здруженија. Оваа година се навршуваат 72 години од победата над фашизмот. 72 години од триумфот на слободолюбивото човештво над мрачниот фашизам, платен со огромни советски жртви и материјални загуби, најголеми досега во историјата на војните. Во таа судбоносна светска војна 1941-45 година, македонскиот народ ја одбрави истинската страна, големата светска антифашистичка коалиција, се вклучи во заедничката борба на другите поробени народи на Југославија и Балканот. Го внесе во неа својот вековен копнеж со 100.000 војска, ја изводи својата прва слободна држава, втемелена во самостојна и суверена Република Македонија. Остварувајќи го својот доследен долг кон антифашистичката коалиција и судбенски заинтересирана да ја зачува својата скапо изборена држава, како равноправен државен субјект на Југословенската федерација, Македонската народна војска зеле значајно учество во завршните битки до конечно истерување на фашистите. На олтарот на слободата се положени над 24.000 животи на најхрабрите синови и ќерки на народот на Македонија. Како крила на антифашистичката борба на македонскиот народ и неговата понатамошна судбина, беа донесени одлуки од првото заседание на АСНОМ во манастирот Свети Прохор Пчински од 2 август 1944 година, со која практично беа потврдени одлуките од второто заседание на АВНОј од 29 ноември 1943 година во Лајце. Денешниот датум, 9 мај, овој голем ден на победата, ден кога беше поразено најголемото зло на човештвото, фашизмот, ден кој по многу нешта не опоменува и обрзува нас и нашите идни генерации, никогаш да не се повтори најмрачната страница од историјата на човештвото. 9 мај е денот кога во многу земји во светот, а особено во Русија, се слави денот на победата над фашизмот. Втората светска војна однесе над 50 милиони човечки жртви, а преку половината од жртвите во Европа ги поднесе Советскиот сојуз. Македонија за време на Втората светска војна била на страната на антифашистичката коалиција. Во борбите против фашистичките окупатори, според проценките на историчарите, само од Вардарскиот дел на Македонија загинале 33.000 луѓе, вклучувајќи ги и преку 7.000 македонски евреи кои биле депортирани во концентрацијскиот логор Треблинка.